сакам уште еднаш да напоменам, според членот 8а, не може да се започне постапка за нови лица или постапка за престанок на работен однос во државни и јавни институции, а започнатите постапки да се ставаат во мирување, освен во случај на итни и неодложни работи. Ставот на СДСМ е доколку се смени Марко Зврлевски, ќе започнат реформите. Нивната иницијатива укажува на незнаењето и непознавањето на функцијата јавен обвинител. Но за нив е реформа да се смени се што не размислува како нив. Почитувана колешке Данчевска, што мислите вие? Дали е реформа за воведување на двојазичност во Македонија? Дали треба да се бега од дебата од таа тема? Дали според вас е реформа комплетна разнебитување на Македонија? Дали според вас е реформа непочитување на Охридскиот рамковен договор на локално ниво? Ќе ви давам конкретен пример во Тетово. 6 средни училишта, ниту еден директор македонец. Благојче, ниту еден директор македонец. 6 средни училишта. Тоа е типичен начин на коалиција и на функционирање на СДСМ и ДУИ. 4 директори македонци во Тетово, сите сменети. Типичен начин на коалицирање и на практицирање на власта од страна СДСМ и ДУИ. Остана само уште еден директор, чекаме да новиве да го смените и него и комплетно да го испочитувате Охридскиот рамковен договор од страна на вашиот коалиционен партнер. Исто така според вас започна реформите во здравство. Во исто до тоа здравство каде што лекарите специјалисти чекаат 100.000 плата, лекарите, општите лекари чекаат 56.000 денари плата, а вие не сакавте да изгласате ни 5% да се зголеми платата. Исто така, колешке, реформите ќе започнат, како што започна во здравството, ќе ви кажам 3-4 конкретни примери. Тоа е примерот на смената на директорот на клиниката за кардиологија, професорот Кедев. Исто така имаме една страшна реформа на Институтот за белодробни болести и ТБЦ, каде што е разрешен претходниот директор и за директор е именуван ништо друго него гинеколог на Институтот за белодробни болести. Се надевам дека со своето знаење, стручност и познавање ќе прошири дејноста на таа институција. Исто така реформа е во Пехчево за директор на здравствен дом да се постави виша медицинска сестра. Исто така реформа во здравство во Берово да се постави радиотехнолог за директор на здравствениот дом.